Деновиве се наврши 20 годишнината од почетоците на Македонската дипломатска служба, односно отварањето на првата и првите две амбасади во светот воопшто. Акредитирањето на првата амбасада, што беше некаде на 1 јули, неколку дена подоцна се отвори првата амбасада, нешто малку подоцна се отвори амбасадата во Турција, понатаму уште неколку дипломатско-конзуларни представништва. Заправо во тоа време имавме и повеќе представници, само лобисти и слично, бидејќи бевме признаени од многу малку држави во светот и се разбира немаше воспоставени дипломатски односи. Тоа беа многу деликатни времиња за Македонија, бидејќи надворешната политика главно се водеше од Скопје. Дури од 93-та, од половината некаде, почна развојот на Македонската дипломатска служба, односно отварањето на дипломатско-конзуларните представништва. Беа тоа тешки времења, бидејќи прво немаше никакви прописи кои уредуваат работата на дипломатијата или пак на надворешната политика. Законот за надворешни работи не постоеше во тоа време, значително подоцна е усвоен, така да де факто ние користевме за внатрешна организација некои прописи на бившото сојузно Министерство за надворешни работи, а бевме независна земја. Кадари средства имаше многу недостатно, многу малку, а секој од тие амбасади покриваше значително поширок регион, да кажеме од Љубљана се покриваше практично цела Средна Европа. Самата мрежа во тоа време скромна, подоцна нешто поширока, значително помогна на успесите на македонската надворешна политика во тоа време, која беше, се разбира, ограничена од познатите причини на непризнавање, уште само што беше започнало членството во Обединетите нации. Самата дипломатија беше во дефицит со кадар, се создаваше паралелно со работата на тие амбасади и кадар кој беше, се разбира, дефицитарен. Тоа беа тие почетоци, сега е денес сосем подруга состојбата, меѓутоа едно акумулирано искуство имаме и тоа може да се искористи, па и во денешна смисла. Многу е тешко да се направи која и да е паралела од дипломатијата на нашата земја во тоа време и денес, не само заради подолгиот временски рок што на период што не одделува од тоа време, туку и затоа што околности се сосем поинакви. Денес сме призваена држава со воспоставени дипломатски односи со над 150 држави во светот, од кои 135 не имаат признаено како Република Македонија. Министерството за надворешни работи е апсолутно сега опремено, уходено, има значително повеќе кадар и што е најважно, нормативно неговата работа е уредена. Имаме закон за надворешни работи кој функционира, има подзаконски прописи во многу области, имаме стратегии што е исклучително значајно и за нашата одбранбена и безбедносна, меѓутоа и за надворешната политика, кои во тоа време ги немавме. И тоа е една голема разлика. Затоа што според стратегиите вие можете да го димензионирате и надворешно-политичкиот апарат, дипломатско-конзуларниот апарат, да ги определувате приоритетите на надворешната политика. Во она време имаше само еден приоритет — Македонија да обстане како суверена и независна држава и да биде признаена и активна членка на Обединетите нации. Сега околностите се сосем поинакви, многу поповолни и мислам дека ги користиме добро тие поволни околности. Знаете, прво, кога се навраќам на тие времења, се навраќам со
еден понос, морам да кажам, од проста причина што започнавме да ја градиме македонската дипломатија од една, јас така условно кажувам, една позитивна нула. Имено проблем беше сигурно и кадарот, кој што недостасуваше, средствата кои што сигурно и денеска може би фалат, меѓутоа тогаш беа поизразени. Меѓутоа имаше нешто што беше многу значено, а тоа беше пред нас имаше една задача на една мала дипломатија како и на кој начин да се представи, како да започне да ја гради таа дипломатска мрежа, со оглед на тоа дека пред тоа не сме имале такви можности. Ние добивме таа задача, бевме тројца, значи, кои што заминавме во Анкара, во Љубљана и во Софија. Во Анкара и Љубљана беше задачата да се отвори амбасада, а во Софија за почеток беше као генерален конзулат. Значи, тоа беше една ситуација каде што ние моравме да прифатиме се она што би можело да значи едно артикулирање на нашата подготвеност да си ја градиме слободна и независна Република Македонија. Турција беше сигурно една дестинација која што и за тој период, гледаме и денес, ова е важна дестинација, како регионална сила, и каде што наидовме на добар, не само прифат, него се обидовме да бидеме директни учесници во признавањето. Значи, првиот период, 93-94 година, ние од Анкара успеавме да успоставиме признавање со 7 држави. Значи, имавме цел еден регион на поранешни советски републики или централноазијски држави, нешто што е многу значено, значи почетокот и ги броевме, се радувавме на секое признавање. Се оно што можеше да значи некаков влез во некоја меѓународна организација и така натаму. Истовремено течеше и напорен процес во самото министерство. Ние немавме своји документи. Започнавме еден однос на градење на самото министерство. Значи, првите систематизации, да така кажем, беа донесени. Започнавме интензивно со испраќање на дипломати по разни дипломатски курсеви, бидејќи веќе имавме стекнато и одредени во тој изминат период на одредени држави пријатели, не само Турција, него Австрија, ако сакате Холандија и така натака, каде што ги упатувавме нашите дипломати и сигурно се стекнуваа со одредени знаења. Со градењето на дипломатската мрежа, мислам дека започнавме и, да така кажам, да парираме на сите тие предизвици кои што доаѓаа. Сигурно не беше, може би, лесно, меѓутоа, знаете, кога имате еден предизвик, а имате државата пред себе, тоа е и најзначајното и денес кога се навраќам после тие 20 години од Анкара, сигурно се навраќам со позитивна една енергија, нешто што мислам дека во тие моменти беше повеќе значено. Мене ме затегна распаѓањето на поранешната држава на позиција конзул во либиската Џамахирија. Ние се обраќавме до Министерството за тогашно беше за односи со странство и баравме инструкции на кој начин како и да се постапува, и што е тоа што е битно уште да се изработи. Самото создавање одеше по сите узанци. Знаете, дипломатијата е неуморна, без оглед на одредени симпатии во некоја држава, меѓутоа постапката за отварање, вие мора да се придржувате кон Виенските конвенции, каде што јасно и гласно е кажано како и на кој начин тоа треба да се прави. И тоа одеше на тој начин. Друга е работата околу, доволно средства, доволно кадар и така натака. Меѓутоа, и остана нешто кое што мислам и ден денес јас како вработен овде во Министерството, како амбасадор и како човек кој што бил на одредени позиции овде, го туркам, а тоа е дека малата дипломатија или дипломатијата на малите држави е многу сериозна, тоа може и потешко. Од тука, кога би правеле некоја паралела, да, сигурно, сега сме веќе со близу 60 на представништва, опременоста е сигурно многу поголема и така натака.
Меѓутоа, тоа го сваќам како еден природен раст, како едно течение кое што сигурно водеше на тој начин да е што повеќе во позиција каде што равноправно ќе прифатиме, иако сакате и преседателство со некоја меѓународна организација, ако сакате некоја иницијатива и така натаму, што во уназад ако гледаме, тоа сме го извршували и можно добро.